8 часот зборуваме за влијанието на УВ зрачењето, зборуваме за сонцето, дали е доволен суплемент на витамин Д и дали е здрав или штетен суплемент на витамин Д со оглед на тоа колку ни е високо УВ зрачењето, колку е висок коефициентот. Се советуваме со доктор Андреј Петров, специјалист по дерматовенерологија. Добро утро. Добро утро. Докторе, како точно влијаат зраците на кожата во поглед на витамин Д? Како не снабдуваат со тој витамин преку кожата? Сонцето е на еден начин природен извор на витамин Д. Има една, да кажам, каскада или еден ланец на синтеза на витамин Д под влијание на ултравиолетовото зрачење, тоа најмногу ултравиолетовото беззрачење, тоа што влијае преку тој механизам создавање на преку провитамин Д, па витамин Д и така натаму, и потоа негово транспортирање до црниот дроб, до бубрезите, до сите оние места каде што натаму се процесира низ организмот тој витамин. Генерално, ние сме земја со многу сонце и треба да го искористиме сонцето кое на тој начин може да создаде доволно витамин Д во летните месеци. Зборувам за летото, каде што освен ако доктор не препише поинаку за некои други причини, не гледам некоја посебна причина да популацијата, бидејќи тоа ни е навика на сите, ако гледате витамин Д, да земеме витамин Д, тоа е еден вид и здравствена потреба, но и мода. Во моментот кај голем дел од луѓето, точно е дека витаминот Д има докажано многу ефекти кои се добри за здравјето на луѓето и дека треба да се употреба, но треба тоа да биде критично. Летно време кога имате многу сонце, мислам дека за тоа нема потреба. Што значи редовно изложување на сонце? Па редовно изложување на сонце значи да минимум во денот поминете барем 1 час на сонце. Во кој период? Ние не советуваме изложување на сонце кога е сонцето најјако, од дерматолошки аспект, тогаш сонцето е најштетно. Ако се испржите на сонце, не значи дека ефектот ќе биде подобар, тоа значи дека само ќе ги имате штетните ефекти на сонцето, кои исто така се бројни. Сонцето е лек и за некои болести, да речеме за псоријаза, сонцето е лек. На пациентите кои имаат псоријаза, им велиме изложувајте се на сонце, критично со употреба на заштитен фактор, но никогаш во текот на кога е сонцето највисоко директно над нас, кога е најтопло и кога може штетните ефекти да бидат многу големи. И се она што сакам да ве прашаме, можеби дали мит или вистина, често знам да слушнам дека сонцето кое што е на планина, планинското сонце, е појако од сонцето кое што е покрај море, езеро, вода и така натаму или во градски средини. Вистина ли е тоа? Вистина е заради тоа што тоа има врска со надморската височина. Кога одиме на планина, ние сме некаде некојаш на 2000, некојаш на 3000 метри надморска височина и влијанието на сонцето таму, разреденоста на воздухот, многу подиректно, поблиску сме до сонцето. Сите тие фактори влијаат да многу побрзо можеме да изгориме. И кога одите да речеме, често пати тоа кај скијачи се случува, знаат да изгорат и на облачно време, на минусни температури без многу сонце, заради тоа што сме многу по-директно и многу поблиску изложени до сонцето и заради квалитетот, карактеристиките на воздухот на висока надморска височина. Пред изложување на сонце, често знаете да кажете заштитен фактор, доволен ли е само тој? Па пред изложување на сонце, прво кожата треба да се припреми за изложување на сонце. Што значи тоа? Тоа значи дека прво треба да се направи, да речеме, некој скрап или некој пилинг, да се отстранат мртвите клетки пред да одите на сонце, кои се обично на изложените делови на сонце. И потоа да се кожата добро припреми и изхидрира, а кога се оди на сонце непосредно пред изложувањето на сонце, да се нанесе заштитен фактор за сонце. Тој заштитен фактор за сонце треба да е минимум 30. Меѓутоа, ние им велиме на сите 50, заради тоа што кај нас и генерално тука каде што ние се движиме за одмор, најголем дел од луѓето во овој регион има многу сонце и тука треба да се и како кожата заштити од сонце, бидејќи доволно е само половина час без заштитен фактор на сонце за да изгорите. Таа минимална еритемна доза да ја примите и да изгорите. Дали таа големина на факторот значи заштита во минути?
30 минути, 50 минути. Тоа е уште еден вид или вистина кој што често знам да го слушнам. Заштитен си 50 минути. Не. Тоа е SPF, заштитен фактор, значи за сонце, кој да речеме помеѓу 50 и 100 разликата не е ниту 50 минути, ниту е овој другиот дупло подобар од одсотка. Факторот 50 ги блокира некаде 96% од ултравиолетовите зраци. Фактор 100, што се во поново време се употребува, ги блокира 97% од... Комплетно 100% не постои не таков постои, фактор. а разликата помеѓу нив е 1%. Факторот 30 е нешто послаб, меѓутоа сосема доволен да го заштити лицето, особено тој во голем дел од козметиките денес, оние што се произведени во Европска унија, вие мора да имате заштитен, за дневните кремови мора да има заштитен фактор 20 внатре. Не може да се продаде крем во Европска унија кој нема заштитен фактор 20. Па дури сега и во делот на козметиката да, што се користи како, сакам да кажам, тука се нели естетските, во се е застапено таа нека заштита SP фактор кој што мора да постои. Добро, тоа значи дека ако и 97% е најголемата заштита, тоа значи дека сончевите зраци навистина се толку многу јаки што наоѓаат начин како да се протнат и во 97% заштита во нашето тело. Па тогаш прашањето е колку се здрави, колку се штетни и дали од нас зависи колку ќе бидат здрави, колку штетни. Најдобрата реченица е кажате од нас зависи колку ќе бидат здрави и колку ќе бидат штетни, бидејќи ако тоа го дозираме како што треба, може да имаме добар тен, може да се чувствуваме добро. Изложувањето на сонце ви прави да се чувствувате пријатно, да се чувствувате добро. Меѓутоа, ако не критично се изложувате на сонце, имате поголем ризик од рак на кожа. Кожата старее. Може да се јават бројни промени на кожата кои се одредени преканцерози, друг тип на промени на кожата. Кожата се суши, станува многу сува под дејство на сонцето. Сега има работи на кои не можеме до крај да влијаеме, тоа е генетиката, генетскиот фактор. Одреден број на луѓе под влијание на сонцето и под натрешни хормонални влијанија развиваат флеки по кожата и одредени други промени на кожата, тоа се веќе работи на кои до крај не можеме да влијаеме. Меѓутоа, ако употребуваме заштитен фактор за сонце, можеме да ги редуцираме, да ги намалиме. Значи и со тоа да помогнеме да не би се јавиле во онаа количина во која би се јавиле ако се изложуваме директно без заштитен фактор на сонце. Убаво што ги споменавте флеките, темни кафени флеки, црвени точки е нешто што да речеме е честа појава по изложување на сонце. Дали тие треба да бидат очекувани, како да се третираат и дали се трајни? Дали во суштина треба да се вклучи црвен аларм доколку ги забележиме? Не, тие прво не се опасна работа, тоа е она што сакам да им го кажам на вашите гледачи. Најголем дел од тие се работи кои се естетски проблем и тој естетски проблем може да се коригира. Ние кај нас во нашата болница располагаме со машини кои тоа може да го коригираат, меѓутоа тоа не се прави во сред лето и не се прави веднаш после изложувањето на сонце. Обично пациентите ќе дојдат, докторе ми излегува вакви флеки, ајде да ги третираме. Треба тоа да се направи најчесто на есен, каде што со користење на тој Q-switch се нарекува NDA гласер, на мокна машина која на некој начин ги чисти тие флеки после сонцето што настануваат, можеме да помогнеме. Има и флеки кои потешко се отстрануваат, кај што ги третираме, меѓутоа тоа потешко, како што е мелазмата, да речеме, една комплексна состојба со пигментација на лицето. Но во секој случај има и tekako добри методи денес и такви со машини, со техника, меѓутоа и со употреба на одредени кремови. Денес отиде многу напред ова естетска или козметска дерматологија и особено големите куќи, големите корпорации, тие 5-6 што се на светско ниво најголеми, инвестираа многу во овие кремови за чистење на флеки од лицето и навистина покажуваат многу добри резултати, така да тоа може да се коригира, а од црвените точки тоа се да не се секираат гледачи, тоа се банални промени кои едноставно со лазер или со радиобранова хирургија, тоа се со мал допир на тие мали крвни садови, на тие пукнати капилари, обично се решава проблемот за неколку секунди. Докторе, ќе прашам директно, вие сте доктор од стариот ков, како што се вели, ја знаете и базата и основата, но ги следите и трендовите и се она што се случува во
Ја споминавте и естетската дерматологија. Колку таа ви го олеснува секојдневието и дали можеби со оглед на тоа дека порано не било така, денеска се олеснети работите, ви е потешко или полесно да излезете од конвенционалното лекување, нешто што книгата го пишува, нешто што сте го учеле, стои запишано? Не, прво вака да ви кажам, мислам дека е точно е дека многу напредна естетската дерматологија, меѓутоа ако гледате еден добар успешен доктор кој работи естетска дерматологија, сепак 90% од пациентите му се класична конвенционална дерматологија. Значи тоа е тоа е на светско ниво тренд. Значи погрешен е впечатокот дека можеме да работиме само ботокс, само филери, само лазери. Значи треба добар дерматолог треба да работи се. Меѓутоа, ако е добар и ако таа база е добра, тие 10% одат многу полесно и тие му се на некој начин добри се за пациентите, ама и на него му се разонода. Знаете, мене ме излекува од имаш некој пациент кој е така со некоја тешка болест, хронична болест, се мачи или некој тумор и наеднаш ти доаѓа некој кој сака да користи ботулинум токсин, филери за разобување, на некој начин ти ги отргнува мислите и тебе ти го освежува денот, а и на пациентите тоа има нешто што им значи, така да мислам дека тоа е една добра комбинација, но при тоа добар баланс. Да, баланс, но при тоа протоколите секогаш мора да се почитуваат. И во естетската дерматологија има протоколи. Отстапувањето од протоколите во медицината значи проблем. Затоа протоколите мора да се почитуваат доследно. Така, ајде да го заокружиме разговорот со можеби главното прашање кое што сакав да ви го поставам на крајот. Дали сончањето има долготрајни последици? Сончањето има долготрајни последици и ние денес знаеме, медицината има докажано дека меланомот, најопасниот тумор на кожата, е резултат на ексесивно на претерано изложување на сонце во детството, да речеме, една од причините, тоа се смета дека е тоа, особено на млади години пациенти кои поминале низ изгореници од сонце. Сега кога тоа ќе го кажете, сите сме поминале низ тоа. Нема некој човек кој како дете не отишол некаде на плажа или не го однеле родителите и не изгорел на сонце. Да, не добил кисело млеко по кожата. Тоа е нешто сите сме поминале. Меѓутоа тоа не треба да е постојано. Не треба да е нешто што е често пати се случувало, затоа треба и децата и најмалите да ги измачкаме со заштитен фактор за сонце, да не изгорат на сонце, бидејќи тие последици знаат многу години после тоа да се јават. Исто така, кај луѓе што се изложени на сонце секој ден, градежни работници, пример. Ние немаме морнари, не сме земја со земјоделци, градежни работници имаме. Значи, треба да се штитат од сонце, бидејќи хроничната изложеност на сонце предизвикува рак на кожа. Значи, од типот на разни карциноми на кожата, од базоцелуларен карцином, спиноцелуларен карцином, понекогаш дури и меланом, иако кај него покомплексна е тоа појавување, но хроничното изложување на сонце долги години, без заштитен фактор, е ризик и за тумори на кожата, ризик и за некои други болести и за предвремено старење на кожата. Значи тоа треба да се спречи Да, го дава данокот после повеќе години. Многу пати доаѓаат пациенти и велат: "Абе докторе, па со години се изложувам и ова никогаш не сум имал проблем." Да, меѓутоа организмот ги меморира сите тие настани што се случуваат. Значи, и тоа не може да пројде од неказнето од страна на самиот организам, бидејќи тој е изложен долги години, го толерира, ги меморира тие агресивни напади од сонцето и во одреден период, обично веќе кога ќе влеземе во, ајде да не кажам, кога луѓето остаруваат, во зрела возраст, почнуваат проблемите да се јавуваат. Затоа треба да се штитиме од сонце, тоа е нешто што е најважно и при тоа помалку важно е каков е заштитниот фактор. Подобро било каков заштитен фактор, отколку никаков, бидејќи често пати доаѓаат читајќи блогови, читајќи се она што се има на интернет. Дека некоја компанија е подобра од другата, сакате да кажете дека си е тоа маркетинг. Да, и дека некои се штетни, видете, сигурно, сега како во возилата што да не правиме ИПП на некои автомобили, како што имате бренд, топ бренд компанија. Некој на автомобил, 4-5 што се тие топ брендови сигурно се подобри од некој што се помалку квалитетен, али тој што е помалку квалитетен, ако е нов, ве вози, функционира добро, нема да ви се расипува, ви го подобрува животот, истото и со заштитните фактори за сонце. И уште една дилема има што сега се отвора, дали хемиски или минерални филтри.
И едните и другите функционираат добро. Американскиот тренд е повеќе со овие минерални филтри, физички блокатори на сонцето. Благодарам, докторе. Благодарам за избојното време. Се разбира, актуелен сте во овој период од годината, но никако не е актуелен во 365 дена во годината. Така што се гледаме повторно. Благодарам. Се разбира, благодарам.